Добро вечер со Кот. Од Австралија до Арангеловац преку Визбегово и Сопиште, кои како демне парцели на сопственици кои се во странство. Кот откри уште една кражба на идентитетот на Злате Стојановски, пензионерот од Скопје кој невин заврши в затвор само затоа што фалсификаторите му ги украдоа личните податоци за да вршат купо-продажба на земјишта во Скопско. По лажниот Злате Стојановски, кој се појави на фалсификувана лична карта во сделката со земјиште во Сопиште, се појави нов лажен Злате Стојановски, со друг лик, но со истите податоци од пензионерот. Сега фалсификатот е направен за парцела во Визбегово. Во електронскиот катастар, парцелата со број 103/1 во Визбегово е заведена на име неизвесен Енвер Амете. Во реалноста на терен изгледа ниту луксузно, ниту ексклузивно, ниту како добро место за градежен зафат. Купена е за 30.000 евра пред 8 години. Тоа е последната трансакција. Прв собственик е бабичка, која не живее во Македонија. Не е баба Зумбула, но играта со нејзината нива во Визбегово подсетува на трилер филм. Приказната почнува во Скопје, еден четврток среде лето. 1 јули 2010 година во канцеларија на нотар во Скопска автокоманда тројца луѓе подпишуваат договор. Првиот е нотар кој го заверува купопродажниот договор за парцелата на бабата, која тогаш има 81 година и има адреса во село Стојачак, Смедеревска Паланка во соседна Србија. Вториот маж е купувачот на парцелата 103/1 во Визбегово. Третиот маж е полномошник на 81 годишната старица Видосава Каевиќ. Имал заверено српско полномоштво и ја носел сопствената македонска лична карта. Трагата, која го открива фалсификатот во овој трилер, е всушност копијата од личната карта на полномошникот. Таму стои име Злате Стојановски. За да се завери нотарскиот договор, нотарот мора да го утврди идентитетот на лицата кои го склучуваат договорот. Проверката се прави преку лична карта. Во оваа операција кај нотарот, полномошникот ја покажал својата стара лична карта, сина на боја со вкупно 6 страници. Такви беа личните карти пред да се премине на биометриските пластични лични документи. Полномошникот на Видосава Каевиќ ја извади личната карта од паричникот и ја дал на нотарот. Нотарот, Боривој Стојковски, ја видел, направил копија и ја ставил во предметот. Нотарскиот договор за солемнизација е заверен. Купувачот е Зафир Колевски. Вредноста на нивата според договорот изнесува 600.000 денари или 10.000 евра. Купопродажбата е реализирана и е заведена и во катастарските книги. Проблемот не е открит. Во целата ова игра со продажба на имот, проблемот не е мал. Станува збор за фалсификат. Личната карта на полномошникот всушност има украдени лични податоци од друг Злате Стојановски. И ова е втор пат како на истиот Злате Стојановски се украдени личните податоци и адресата. Но уште пострашно е што е злоупотребен и неговиот матичен број. Личната карта не постои, но била употребена да се направи трансакција од 10.000 евра. Злате Стојановски, оној вистинскиот, не е прв пат во Кот. И пролета 2018 беше за да објасни како невин завршил во затвор. Затоа што некој му ги украл податоците и ги ставил во нотарски договор за продажба на земјиште. Судијата, без да го викне на суд, го осудил вистинскиот Злате, а никој не го барал и не го нашол криминалецот кој му го украл идентитетот.
Злате Стојановски, човекот на кој му беше украден идентитетот за криминална трговија со земјиште во Сопиште, е под нова опасност. По емитувањето на код, во која разоткриве аферата за фалсификувањето на неговата лична карта, се појави нов случај, овој пат за земјиште во Визбегово. И овој пат лажен Злате Стојановски со фалсификувана лична карта на вистинскиот успеал да дојде до земја и да ја препродаде. Сега Стојановски стравува дека повторно, како во првиот случај, неправедно ќе заврши в затвор само поради тоа што институциите не можат да го најдат неговиот двојник. Билјана Николовска разговараше со вистинскиот Злате Стојановски. Половина година откако код го откри случајот со Злате Стојановски, 71-годишниот скопјанец кој заврши во затвор, само поради тоа што му беше украден идентитетот, сега е пред нова опасност. Само што подзаборави и ги продолжи посмирено своите пензионерски денови, доби нова шокантна информација. Пред една недела на неговата врата затропал човек кој тврдел има имот во Визбегово, но Злате Стојановски успел да го продаде на трет човек. Господине, вика, се води постапка против вас. Вика, моје земјиште све го продале вие. И ја викам, каде е тоа земјиште? Вика, во Визбегово. И вика, да, пошто судот не може да ве најде, има рочишта многу, не може да ве најде, ви праќа, вика, покани, а вие не се јавујете. Ја му викам, слушај, јас неам добиено ни покани, ништо. Ова е парцелата во Визбегово која Злате Стојановски наводно со полномошно од собственичката Видосава Каевич ја продал на извесен Зафир Колевски, и тоа во 2010 година. Дека постои лажен Злате Стојановски кој поседува фалсификувана лична карта со податоците на пензионерот Злате, но со друга фотографија не е новост. Таква биометриска имаше во претходниот предмет за продажба на земјиште во Сопиште. Таква фалсификувана, но сега од стариот тип, стара хартиена, постоела и за ова земјиште. Двојникот ја искористил кај нотарот Боривој Стојковски, за да докаже дека е тој истиот од наводното полномошно, кое наводно му го дала Видосава, со кое му дозволува да и го оттуѓува земјиштето. Он се јавува сега како газда, он вика дека е негово земјиште, дедо му го купил и овие му го оттуѓиле. Уствари, фактички, јас сум го оттуѓил, јас сум го продал за 10.000 евра. Дека со лажни документи е продадена нивата, кај Злате интервенирал Ненад Допраниќ, човекот кој дошол кај него на врата. Донел документи кои потврдувале дека во 1990 година парцелата е продадена на неговиот дедо, но со договор напишан на рака, во присуство на светоци, бидејќи во тоа време нотари не постоеле. Сепак имотот не бил впишан на име на дедото во катастар, бидејќи требало да плати данок, па таму како собственик се уште фигурирала Видосава. После неговата истрага и кога дошол до податок дека всушност лажен Злате Стојановски наводно добил полномошно за во 2010 да го продаде имотот на Видосава, сватил дека се работи за измама. Он ја гледал вашата емисија, на ход првата емисија. И значи му се подудриле некој онакво матичниот број и прашал луѓорче кој е тој човек, како, и му кажале луѓе што ме знаат, вика Злате е, вика, кај живее, вика живее во Порта Влаe Карши Зеги. Полицијата веднаш добила пријава и за овој случај. Злате пријавил, бидејќи ова е втор пат како за земјиште се злоупотребени неговите лични податоци. Не прими дечко млад еден и ми му кажуваме, му образложуваме све. И јас побарав лично, викам, слушај, ќе ве молам, викам, да ми даете нешто написмено или како, викам, да ме заштитите. Можеме, вика, само да ви ги даеме нашите телефони, ако дојдат, вика, да ве апсат, да ни се јавите нас. Викам, тоа ќе биде многу касно. 10 дена во затвор на почетокот на март годинава. Ни крив ни должен помина Злате Стојановски, осуден со правосилна пресуда, без да знае. Обвинителството тогаш не го пронашло, исто и судот, но алфите му тропнаа на врата за да го однесат в шутка на одлежување на 2,5 годишна затворска казна. Код детално го обработи случајот за продажба на земјиште тогаш во Сопиште.
Двојник на Злате, кој до денес полицијата го нема откриено, со помош на негова фалсификувана лична карта, направил фалсификуван договор за поклон на катастарска парцела 866/2 во Сопиште. Така фиктивниот Злате со податоци од реалниот ја добил земјата, па ја препродал на трет човек. Кога соседот кој исто така беше заинтересиран за земјата, почнал да истражува, сватил дека со фалсификувана лична карта е направена малверзација со имотот на Злате Стојановски, кој инаку бил негов сосед, но живеел во Австралија. Тој тужел на суд за фалсификување на документи на неговиот сосед, но го тужел токму пензионерот Злате, бидејќи неговите податоци стоеле запишани на фалсификуваната лична карта. А еве како код тогаш ги анализираше и личните карти и подписите. Ова се фотокопии од две лични карти, кои код ги објави уште во минатата емисија. Првата е онаа на реалниот Злате Стојановски, оригинална. Втората на оној кој го украл неговиот идентитет, матичниот број, бројот на личната карта, адресата. Се разликуваат на предната страна во подписите, на позадината има повеќе разлики. Местото на живење на вистинскиот Злате е во Горно Нерези, на фиктивниот пишува само Скопје. Не се совпаѓа ниту на селбата, односно кај оригиналната пишува Карпошка и фалсификатот Скопје. Идентична е само улицата. Кодовите под кои е издадена исто така се разликуваат. Подписот на вистинскиот Злате Стојановски беше на вештачење. Го изработи Љубомир Ѓурчевски, кој земал примерок од подписи на Стојановски уште од пред 20 години, но и од денес, па го споредил со оној кој фиктивниот Стојановски го впишал во нотарската книга, кога го продавал имотот во Сопиште. Оној кој лажно се представил многу воочливо и лажно и се подпишал, што е видливо и од око. Но во вештачењето Ѓурчевски стручно објаснил какви се разликите во формата на буквите, брзината и притисокот со кој се пишувани и карактерот. С и З се имаат таква форма која што воопшто не наликуваат на оние букви кои што се испишани од страна на господинот Злате. Тамо буквата С, секаде господинот Злате буквата С ја започнува со карактеристична точка и ја пишуваат многу поотворено, односно многу поблаго, додека тамо каде што имав можност да ги споредувам, буквата С е многу затворена, односно скоро наликуваат на кружен, на скоро затворен круг, додека кај буквата З формата ја започнуваат со полукруг кој што дават форма на бројот 9. Но тоа докажува дека не е вистинскиот така, не е вистинскиот Злате Стојановски. Правењето на лажен подпис представува кривично дело против правниот собраќај, мислам во таа група на кривичното спаѓаше, што само по себе претпоставува дека правењето на лажен подпис се употребува за понатаму некој или некои да бидат доведени во правна заблуда, во фактичка заблуда, во измама и така натаму, со цел да се постигне некаква си имотна корист или пак да се нанесе штета сега. Ваквиот подпис фалсификаторот го впишал и на лажната лична карта која ја изработил. Извори од МВР го тврдат дека во двата системи на кои се изработуваат личните карти, таква лична карта не е помината. Сепак пензионерот Злате Стојановски заврши зад решетки. Експресно беше пуштен на слобода, откако под притисок интервенираше обвинителството кое си ја свати грешката, но и судот кој призна дека му пресудил на невин човек. Кога искочи емисијата на телевизија, после 2 дена ме викна во суд и ми даде ослободително решение и ме ослободија. Дојде јавната обвинителка, вика, извини господине, вика, голема грешка направивме, ама вика, еднаш да се појавевте на суд, немаше да ова да дојде. Викам, како? Јас сум Вања, ја не сум добил ништо. Злате Стојановски и Видосава Кајевиќ од Србија не се познаваат, но фалсификаторот ги спои. Кот откри дека во име на оваа старица, лажниот Злате продавал нејзин имот, а го купил Зафир Колевски, поранешен припадник на волците, па вработен во МВР во обезбедувањето на екс-премиерот Груевски. Сега земјиштето го има Енвер Аметај, шура на најмајети, неодамна убиен на Рузвелтова. Еве што уште дознавме. Нивата во Визбегово има своја историја. За прв пат се појавува во катастарот во 1938 година. Собственик е Илија Кајевиќ. Тој е сопруг на Видосава Кајевиќ, која оваа нива од 5-та класа ја добива на подарок од него во 1975 година. Тогаш единствен пат лично Видосава се јавува во катастарот. Сите наредни трансакции на имотот се вршат со посредници, односно со полномоштва.
Вредноста на парцелата расте 2001 кога со трансформација од земјоделско станува градежно земјиште. Видосава Каевиќ во 2004 еден дел од земјиштето го продава на Зекир Зекири, со кој прават и физичка делба. Нејзиното полномоштво го употребуваат двајца жители на Македонија и го продаваат во нејзино име плацот на Зекири. 5 години подоцна, новиот закон за премер и запишување на недвижностите дава и нов број на парцелата 103/1 со површина 2349 метри квадратни и поседува Видосава Каевиќ, која не живее во Македонија, туку за сето тоа време е во Смедеревска Паланка. Според достапните податоци, Видосава Каевиќ има 89 години. Но кога Коди ја побара во Смедеревска Паланка, никој не знаеше каде е жената. Преку проверка утврдивме дека не е во Стојача, село покрај Паланка, туку по смртта на својот брат е префрлена да живее во старечки дом. Во нејзиното село никој не знаеше дали старицата се уште е жива. Во тој регион има повеќе старски домови. Проверката на крај не донесе до домот Хелп. Главната сестра го подаде телефонот на Видосава Каевиќ, родена во Рамно на Скопска Црнагора пред 9 децении. Ево Видос, из Македонија се зове, не појави. Ало. Годините си го направиле своето. Разговорот оди полека и бавно, а баба Видосава на крај ни ја раскажува приказната дека имала многу имот во Скопско, кој го оставил сопругот Илија. Со кој имовине има упоредки и тамо, тоа се се води на мене. И онда ко толку ме тереше тоа тако, да тражи нешта, каде не може нешта добити, тоа е преведено како таксирано и преведено на мене. Муж превел тоа лично на мене. Каже, повремено, пошто ние сам ја имала деца, и он е многу стари био, и он е рекол, Видо да ти имаш да живи, каже, све е тоа во свој превел. Што е преведено на мене, тоа ќе ти ја речи, ја се и шеќам сваке теливаде, што се још води на мене. За плацот во Визбегово не се присети, а и од домот вела дека поради годините некогаш таа ќе почне една тема, а завршува на друга. Од кога е дојдена во домот, немала посета од Македонија. Код нje долази ова синовица из Црне Горе и долази братанци из Паланки. Из Македонија не, колку сам ја упозната за 2 години не. Во дом Видосава е последните неколку години, но пред да замине таму, во старечкиот дом, се случува последната, најмистериозна продажба на парцелата во Визбегово. Кото откри дека во 2010 година истиот плац Видосава го продава на Зафир Колевски од Скопје. Во катастарот е донесен договор чија солемнизација е извршил нотарот Боривој Стојковски. Тој во договорот тврди, цитирам, дека во месец јули, ден први, во неговата канцеларија пристапила Видосава Каевиќ од Смедеревска Паланка како продавач која живее во село Стојчак, наведувајќи ја незината лична карта, но дека не дошла всушност лично, туку преку полномошникот Злате Стојановски од Скопје, роден на 8.9.1947 година во Скопје, наведувајќи ја неговата адреса на живење. Нотарот пишува и дека идентитетот на Злате Стојановски го утврдил од личната карта, а дека полномошното од Видосава, дадено на Злате Стојановски, е уредно заверено во Општинскиот суд во Смедеревска Паланка на 28.1.2010. Како купувач е наведен Зафир Колевски од Скопје. Тој е поранешен припадник на единицата Волци, кој станува дел од обезбедувањето на Никола Груевски, кога во 2006 е избран за премиер. По неколку години се повлекува. Близок е со Дејан Митровски Урко, деценискиот шеф на обезбедувањето на Груевски. И самиот Колевски вели дека се занимавал со купопродажба на земјишта и автомобили и дека не му е прв пат да купи па да го препродаде земјиштето. Смета дека се е чисто и дека нивата е купил легално, зашто платил и данок. Неговата адвокатка прибира документи кои на суд треба да покажат дека се е во ред, но адвокатката немаше време да зборува за предметот поради службени обврски. Со плацот на Видосава направил вносна сделка. Го купил за околу 10.000 евра и по 3 месеци, за 3 пати поскапа цена, го продал. Последната промена е направена во 10 месец 2010 година, со која што промена е спроведен договор за купопродажба. Оваа промена е последна која што е направена по однос на оваа катастарска парцела
во Визбегово. Други промени по однос на оваа парцела не се евидентирани во нашата јавна книга. Купувач е Енвер Аметај, шура на Наима Јети, човекот кој беше убиен неодамна на Рузвелтова. Во него пукаа од джипа, убиците до денеска не се пронајдени. Наиме брат на Джиладина Јети Джелјо, кој своевремено беше застрелан во својата чајаджилница во Ченто. Енвер вели дека всушност правил услуга на роднината Наима Јети и дека е купувач, но парите со кои е купена и фактичката собственост на парцелата се на починатиот Наим. Впишан во катастарот сепак Енвер сега треба да го плаќа данокот за земјиштето. Според договорот за купопродажба склучен помеѓу двете страни на 3.6.2010, Зафир Колевски го купил земјиштето за 600.000 денари или приближно 10.000 евра, пари исплатени во целост. Нотарот Боривој Стојковски повторно пишува дека го утврдил идентитетот на учесниците. Со овој документ, катастарот го впишува имотот на Зафир Колевски, па од Видосава сега парцелата се префрла на негово име. Но од каде поврзаноста на Злате Стојановски со Видосава Кајевич? Дали се познаваа, дали некогаш го видела, контактирала, па го ставила полномошник? Нема врска, од кај ја познавам жената не живее тука, каде е тоа, у Смедеревска Паланка, каде? Нема врска каки. Боштом јас сум бил у Смедеревска Паланка кај таа господја и боштом сме биле на суд и она ми дала полномоштво за да можам ја да го оттуѓувам земјиштето, да го продам. А јас со тоа земјиште немам врска, какво земјиште, какво господја, како ништо везе немам. Дали воопшто Видосава Кајевич познава некој Злате Стојановски или пак му дала полномоштво за да го продава незиниот плац? Ја немам појма, nije moj muž, nije ni to znala sam ja. Uopće ta čovjek, na njemu ja mislim da ja njemu nijesam to njemu prodali. Тогаш кој е Злате Стојановски, кој во име на Видосава Кајевич го продал плацот? На фотографијата од личната карта, овој Злате Стојановски е различен од оној кој се појави во купопродажбата на земјиште во Сопиште. Различен е сосема и од вистинскиот Злате. Продавачот на плацот и незиниот посредник воопшто не се знаат. Тоа го покажува и овој документ. Изјава од Видосава Кајевич дадена и заверена во судот во Смедеревска Паланка. Старицата пред 4 години подпишала изјава дека ниту го знае Злате, ниту пак добила денар од сделката вредна 10.000 евра за незината нива во Визбегово. Истовремено, никогаш на никого не сум му дала полномошно со кој би овластила некој и за моја сметка да склучи договор за да ја отуѓи катастарската парцела 103/1 во Визбегово. Овој документ со серија други документи е дел од граѓанска судска постапка во судот Скопје 2. Предметот е заведен како П4 598/16. Отворен е пред 2 години, а со тужба повторно преку полномоштво Видосава Кајевич бара да се поништи купопродажбата од 2010 година со личната карта на посредникот Злате Стојановски. Теоријата на оваа тужба е дека имотот кој е продаден на Зафир Колевски всушност Видосава го продала на друг човек, на Божо Добранич од Скопје, во 1990 година. Пожалтените документи покажуваат дека купопродажбата на плацот во Визбегово е извршена за сума од 5 милиарди тогашни југословенски динари. И во оваа трансакција имало полномошник, овластен продавач на Видосава. Документите се заведени во местната заедница, бидејќи во тоа време така се правело. Но 20 години подоцна, кога имотот бил изложен во катастар, никој не се пријавил. И Злате, фалсификаторот, успеал да го продаде. Шокиран од новата измама извршена со неговите лични податоци, вистинскиот Злате Стојановски се чуди како толкав државен апарат не може да ја реши ситуацијата и да увиди она што се гледа од авион, дека и оваа лична карта е фалсификат, дека на неја има други броеви, различни од оригиналната лична карта, и дека на фотографиите на фалсификатите е очигледно дека е ист човек, но на различна возраст. Првин, еве го, овој матичен број со овој нема врска. Еве. Тие се бројчињата од Еве ги. Значи нема врска. Нема врска. 1647493, а овде е 1491046. Датумот на издавање Јас сум не сум Скопје роден, кај сум роден? Горно Нерези. Овде
А тука Скопје. Да. Како? Па да човек уопште да е неписмен, дете да е, па ќе установи кој ќе види ова, дека е све фалшово. Па јас мислам дека се овој дека ист човек. Само гледате тука е свртење ова на лево, а ова на десно и тука бркови има и намерно е ова сликава така затемнета и оваја. Кога во граѓанскиот суд прашавме зошто судијата не ја поврзал јавно објавената информација во емисијата Код пролетва со тужбата која е поднесена против истоимениот фалсификатор, добивме одговор дека судијата Андреј Димовски работи согласно законите. Ве известуваме дека судијата која постапува по предметот 54-598/16 доследно ја применува позитивната законска регулатива во постапката и при извршување на својата функција, во целост ги почитува законските и подзаконските прописи со кои е регулиран начинот и доменот на неговите овластувања како судија. А судењето трае веќе 2 години. Наредното рочиште е на крајот на ноември. Не поканија да присуствуваме на исказите на сведоците, тужените и тужителите. Судијата на предметот има судиски стаж од 6 години. Пред да биде избран за судија во 2012, Димовски работел како раководител на оделението за правни работи во Генералниот секретаријат на владата предводен од премиерот Никола Груевски. Колку што работел во владата како правник, толку време како судија го води предметот за купопродажбата, во која според оригиналниот Злате јасно се гледа истиот подпис на двете измами. Да, исти се покушавале да фалсификујат, али покушавале, еве го мојот подпис. На све мојот подпис и тоа со години седи истиот подпис. Нема врска подписот. Вештачен е мојот подпис. Едноставно кажано, она што го напиша Прибе, дека македонските институции гледаат тесно и секогаш се правда дека немаат ингеренции за нешто, се покажува и во овој случај. Судот, обвинителството и полицијата не успеале да соберат се на куп и да извлечат прост заклучок. Во договорот за купопродажбата на парцелата во Визбегово, уште една работа е фалсификат. Тоа е полномоштвото кое наводно старицата Видосава му го дала на лажниот Злате. Во документите стои дека полномоштвото е издадено од судот во Смедеревска Паланка. Полномошното за Злате Стојановски го носи бројот Римско 2 ОВ 310/2010. Но судот во Српскиот град по барање на адвокат утврдил дека бројот не се однесува на полномоштво, туку на 2 заверени подписи на 20 други луѓе. Во документот со посочениот број не стоеле имињата ниту на Злате, ниту на Видосава. Така македонските фалсификатори не го задржале својот криминален труд само во границите на државата, туку го прошириле и северно, во Србија. И покрај сите вакви наоди, кои може да се проверат за помалку од 1 месец, лажните лични карти се уште не се најдени. А Злате, иако сите државни списи велат дека му го продал земјиштето на Зафир Колевски, ни вели, прв пат го видов на слика на телефон пред некол месец. Немам врска, на слика го видов на телефон. На слика. Го прашавме Зафир Колевски, купувачот на земјиштето, дали лицето од личната карта која се појавува во купопродажниот договор е оној истиот кој во име на Видосава му го продал земјиштето. Тој не сакаше да зборува пред камерата, но кажа дека човекот од фотографијата не е Злате Стојановски со кој склучил договор. Висок околу 185 сантиметри, со средовечна возраст, седа коса, слаб и испиен во лицето. Вака Зафир Колевски го опишува Злате Стојановски што тој го видел. Вели воопшто не личи со овој на фотографијата од фалсификуваната лична карта. Мистериозниот му се представил дека е внук на Видосава, која сакала да го продаде земјиштето кое го предавал преку огласник. Колевски и нотарот засега се единствените за кои знаеме дека го виделе овој лик. Нотарот Стојковски веќе неколку години е во пензија и кажа дека не се сеќава ниту на предметот, ниту на ликот. Тој своите предмети ги предал на архивот. Ова
Продолжува се истражувањата на КОТ и во првиот и во овој случај сите податоци ги пријавивме до полицијата и јавното обвинителство. Оттаму со одговор дека ги истражуваат случаите, но не даваат повеќе податоци, дали за сето ова стои организирана мрежа на луѓе од повеќе институции. Во првиот случај беше замешан и полицаец како купувач од фалсификаторот, кој постојано се појавува како нечии посредник во купопродажните договори, а ги краде податоците на Злате Стојановски. И додека не е познато кој е овој Злате Стојановски, полицијата и обвинителството се уште не соопштиле и кој е Злате Стојановски кој се појави со украден идентитет и фалсификувана лична карта во случајот со купопродажбата на плацот во Стопиште. И него го видоа само купувачот и тој полицаец Маријан Димовски и нотарот Зафир Хаджизафиров. Дали полицијата ги испраша што пронајде МВР, не кажува. Истрагата е во тек. Се работи за пообемен случај во кој се инволвирани повеќе лица. Се неофицијалните информации од таму. Се проверува кој ги правел личните карти и дали за целата сделка стои шема, која се повторува од поголема мрежа на луѓе кои вршат измами и перат пари. На Злате му покажале фотографија од наводниот фалсификатор, но тој не е убеден дека е вистинскиот. И ми вади слика од фиока и вика, еве го човекот, вика, пред 2 години е починат. И ја викам, слушај господине, оваа слика со оваа слика нема врска. Нема врска, викам. Не, вика, тоа е човекот, само овде е сликан помлад. Обвинителството пред непол месец ги барало предметите од нотарот Стојковски во кој е искористен лажниот идентитет на Злате. Откако е откриена уште една измама, обвинителството му наредило на СВР Скопје да ги набави документите од сделката. Истовремено, обвинителството и полицијата веќе 7 месеци бараат кој ги печати лажните лични карти, за што се прибавени вештачења и распити. Но има работи кои се повторуваат. Нивите во измамата не се случајно избрани, туку некој добро знае на кои имоти низ Скопско собствениците живеат во странство и не се појавиле на повиците на катастар за изложување на земјиште. За нивата во Сопиште еден од наследниците беше во Австралија, за овој во Визбегово газдарицата е во старечки дом во Србија. И двајцата користеле полномоштва при продажба на дел од својот имот. И сега при измамите исто така се појавуваат полномоштва, но човек или луѓе со лажни лични карти со украдени идентитети. И третото, најважното, е некој успева да направи фалсификат лична карта или во МВР или на некоја друга локација, со лични податоци кои се точни и постојат, но со друга фотографија. Лажниот Злате Стојановски сам не можел да направи волку широка операција, затоа требало да има добра петта колона и поддршка во македонските државни институции. Многу лесно може да се истера работата на крај. Многу лесно. Сега да се најде тој и да се викне и готово, ама што кога они се ланец поврзани? Како? Ти му даваш слика, не може да го најде. Како не може да го најде? Не може да го најде. Единствена сатисфакција Стојановски добил кога дирекцијата за заштита на личните податоци утврдила пропусти дека во случајот за земјиштето во Сопиште управата за имотно-правни односи во Киселавода и агенцијата за катастар на незаконски начин ги обработиле неговите лични податоци, но не нашле забелешки за нотарите. По однос дека довербата на граѓаните е нарушена во Агенцијата за катастар на недвижности, јас не би се согласил со тоа. Агенцијата за катастар на недвижности работи максимално транспарентно. Сега Злате Стојановски повторно е под притисок. Не знае колку фалсификувани лични документи се во оптек и за колку парцели се искористени. Од една страна докажува дека тој не е фалсификатор и не е виновен. Од друга е во потрага по вистинскиот фалсификатор. Од трета страна стравува дека ќе оди повторно во затвор. И јас се потресувам и фамилија и све. Разочаран сум, значи штета што сум човек полгодини, иначе да сум помлад, све би продал и би заминал од овде. Значи ова го нема нигде у светов. Ви благодарам што и вечерва бевте со код, се гледаме идната недела во исто време.